Градовите во источниот регион трошат повеќе вода отколку европските престолнини. Просечно, европејците пијат 3,5 кубни метри вода, а делчевци и виничани по 6,4 кубни метри. Дневната потрошувачка на вода по жител во овој дел од државата е 200 литри, додека просекот во Париз или Лондон, например, е само 70 литри. Пресметано во кубни метри, европските стандарди се 3,5 кубни метри по жител. Од друга страна, секој жител на Кочани троши 3,7 кубни метри месечно. Штип 4,2, Пробиштип 5,4, а апсолутни рекордери во трошењето на вода се Делчево и Виница, со потрошени 6,4 кубни метри вода по жител. Во овие услови Кочани дневно троши помеѓу 120 и 130 литри во секунда, во зависност од денот, додека во изминативе месеци, кога температурите беа многу ниски, се троши околу 110 до 120 илјади кубни метри вода месечно, истакнува Александар Евтимов, технички директор на комуналното јавно предпријатие Водовод од Кочани. Анализите покажале дека главната причина за енормната потрошувачка на вода се загубите. Но реконструкцијата на водоводната мрежа е долготраен и скап процес. Само за промени на најкратичните точки од водоводната мрежа, например во Штип се потребни 1,5 милион евра. Вредноста на реконструкцијата на комплетната мрежа се проценува на 8 до 9 милиони евра. Пари што општината не можат да ги имаат. Ово од своја страна упатува на претпоставката дека навиките морат сепак да се менуваат. Доколку ова не се направи, во летниот период регионот лесно може да се соочи со рестрикции, но и со нова повисока цена на водата. Една од можните варијанти за контрола на потрошувачката на вода е така нареченото каскадно плаќање. Овој начин на плаќање подразбира пониска цена на вода за 1 кубен метар за оние домаќинства што трошат до 8 кубни метри вода, додека колку потрошувачката е поголема, толку да биде поголема и цената. Ваква можност за формирање на цената најави веќе Штипското јавно комунално предпријатие уште пред 4 години, но досега неговата примена се одлага во неколку наврати. Како и да е, нагорната корекција на цената на водата можеби ќе ги смени навиките, особено на оние што со вода од водоводната мрежа наменета за пиење ги наводнуваат бавчите, но нема да ги ублажат последиците од евентуалниот недостиг од вода, тема што станува актуелна со покачувањето на температурите. Ако се има предвид дека овој дел од државата е исклучително сушен, тогаш недостигот од вода за пиење е реална опасност што им се заканува на овдешните жители.